задоволство е да се сретнам со вас. Вие сте посветени пријатели на нашата земја од висока важност и сте личности што уживате голема почит во земјите кај што се наоѓате, но исто така ја представувате и нашата земја во земјите од каде што е се. Знам дека доаѓате од разни страни на светот и за нас е огромно задоволство да се состанеме со вас и да разговараме за моменталните состојби во нашата земја, за нашите очекувања, нашата иднина и да побарам од вас истовремено за продолжување на соработката и да комуницираме заедно, како и да ги предочите и позитивните аспекти, но исто така би били многу задоволни што сте вие овде како пријатели кои работите на се подобро поврзување меѓу нашата земја и земјите од каде што доаѓате. Но исто така и за придонесување кон поголем економски развој, подобро позиционирање Република Северна Македонија на различните страни од светот. Најпрвин, дозволете да ви се заблагодарам во името на владата на Република Северна Македонија за се што имате направено досега. Знам дека сте поставили добар пример, знам дека многу земји зборуваат многу позитивно за Република Северна Македонија во последно време. Вие помогнавте да изградиме нови односи со другите земји, особено во овој мултиетнички регион, затоа што минатото на Балканот беше навистина ужасно, со многу војни, со многу конфликти. Сега имаме потреба од повеќе стабилност, повеќе безбедност и повеќе инвестиции, повеќе економски бенефици за Република Северна Македонија, но и за целиот регион. Исто така, очекуваме дека не подоцна од оваа година, дека конечно ќе добиеме позитивна одлука од Европската унија, бидејќи скоро 14,5 години чекаме одлука за почеток на преговорите со Европската унија, што е многу важно за нас. Главниот проблем што не спречуваше во минатото беше прашањето со името со Република Грција, но сега по решението постои многу мотивација внатре во земјата, што резултира се со огромен успех во реформскиот процес. Заедно со опозицијата донесовме и нови регулативи кои се потврдени во Европската комисија и даваат многу јасна препорека да се почнат преговори со Европската унија. И исто така би сакали да ја продолжиме овој моментум на мотивација во нашава земја и да продолжиме во позитивна насока, што е многу важно за животот. Тоа директно има влијание врз економската состојба, врз животот на граѓаните, но и врз целиот поширок регион во Западниот Балкан. Западниот Балкан е многу важен регион во светот. Не би морал да го спомнувам интересот на Кина, нивните инвестицијски проекти, нивната пенетрација во Западниот Балкан и во пазарот на Западна Европа, но исто така интересите на Русија, на Соединетите Американски држави. Западниот Балкан е еден многу важен мост. И овде во Република Северна Македонија се случуваат, како што се случуваат се поважни работи, интересот ќе биде се поголем и поголем, што ќе донесе се повеќе и поголеми бенефити за Република Северна Македонија и низините граѓани. Во оваа насока, во последниве 2 години и неколку месеци, се потрудивме да најдеме решенија за сите билатерални прашања и односи. Имаме пријателство со сите, немаме веќе отворени билатерални односи со ниједна соседна земја. И со што придонесовме кон подобра соработка во регионот, ги охрабруваме и другите земји во регионот да продолжат со нивната соработка со нашата земја. За нас НАТО значи стабилност, безбедност, што е многу важно за секој инвеститор. Тоа е минимумот што го очекуваат и како би одлучиле да земаат, да инвестираат овде во земјава и да остваруваат профит, тоа е многу важно за нив, но минималниот услов е стабилноста и безбедноста и во земјата и во регионов. И тоа ќе го оствариме преку процесот на интегрирање во НАТО.
Секако процесот ќе очекуваме дека од наредната година 2020 ќе бидеме полноправна земја членка на НАТО. Не очекуваме никакви пречки или поплаки од некои од земјите членки, сепак тоа е процес кој мора да биде потврден низ парламентите на секоја земја членка на НАТО. И секако тука Европската унија, која за нас значи поголема трансформација и подобрување на демократските состојби во нашата земја и станување на вистинска европска земја со европски вредности. Клучен аспект е и образовниот систем, кој би ги спремил идните кадри да бидат подобро квалификувани за потребите на пазарот. Значи, се на се подобро образование, подобра култура, подобра средина. Паралелно развиваме и повеќе мерки. Овде и подпредседателот на владата господин Кочо Ангјушев, кој е задолжен за економските прашања во земјава. Знам дека разговаравте со него за можностите во Република Северна Македонија. Но дури и со тие позитивни мерки и ќе колку и да успееме да привлечеме трговија и инвестиции од другите земји, на нас сепак ни требаат така наречени мисионери, представници во тие земји, за да ни помогнат со остварување контакти со потенцијалните бизнисмени, за да се зголеми трговската размена, кои би ги поврзале странските бизнисите во нашите земји, како би полесно нашле и следна дестинација за нивните следни инвестиции. Минатата година завршивме годината со 624 милиони евра директни странски инвестиции. Пер капита, тоа не постави како земја со највисоки директни странски инвестиции во Југоисточна Европа. Тоа е навистина практична потврда дека инвеститорите се чувствуваат безбедно, се чувствуваат комотно, со идните можности да бидат профитабилни и да осварат профит и да бидат во Република Северна Македонија и да нивните профити да бидат одржливи. Исто така, нашата земја има поголем БДП и нашиот интерес е да имаме се повеќе работни места, зголемен извоз и зголемена стапка на трговска размена со другите земји. Овде во целиот регион постои огромен потенцијал, особено во Република Северна Македонија. Затоа она што е неопходно за подобрување на целата средина може да се завршат овде во Република Северна Македонија. Законите и легислативите се адаптирани во Република Северна Македонија со цел остварување на овие цели, но постојат уште поголеми потенцијали за бизнисите да остваруваат профит во нашата земја. И ние треба само да ги прилагодиме нашите услови за потребите на бизнисите со цел зголемување на трговската размена меѓу нашата земја и останатите земји. Сакаме да развиеме, да имплементираме мерки кои се попривлечни за потенцијалните инвеститори, со што тие ќе инвестираат се повеќе во нашата земја, добиваат субвенции, добиваат разни подобности, како и што се во согласност со развојните цели на Европската унија, но поради нашиот ниски економски стандард, имаме поевтини суровини, имаме добра географска позиција, истовремено сме на европско тло, но не сме европска земја, што не става во позиција да им понудиме остварување на добри профити. Тие се високо мотивирани да дојдат овде и да инвестираат. За нас тоа значи работни места, посебно за младите луѓе. Исто така и зголемено индустријско производство, за да се зголеми нашето индустријско производство. Значи ова е вин-вин ситуација. Во ова насока би сакал да искористам оваа можност да ви заблагодарам за вашето се сторено досега, за вашата мисија досега и да ви заблагодарам за вашите идни ангажмани и доставувањето информации за нашата земја, како и за вашето представување на нашата земја како почесни конзули во земјите во странство. Исто така, мислам и дека тоа ќе биде еден од најдобрите начини како да и се помогне економски на нашава земја. Паралелно,
направите многу да ја направите оваа мала земја во Средниот Балкан многу подобар пријател со земјите. Тоа значи подобра комуникација и подобри односи во многу разни начини, во смисла на здравствените системи, во смисла на културата, но како што знаете, економијата е добриот начин да се поврзат луѓето. Ние сме мала земја, но ние сме навистина пријатели со сите. Нашата политика е да градиме пријателства. Особено во Балканот некогаш се случува дека со некои земји секогаш немаме баш пријатни односи, но ние секогаш се трудиме да останеме пријателски ориентирани, што секогаш ни носи бенефиции. Значи, вистинското пријателство носи вистински придобивки за обичните граѓани и сакаме да поставиме пример дека преку дипломатијата и диалогот можеме да постигнеме договори како што постигнавме и со Бугарија и со Грција. Особено договорот што го постигнавме со Грција, кај што најдовме начин како да ги диференцираме нашите македонци со грчките македонци и го сменивме името за да индицираме дека географски се наоѓаме дека сме друга локација од таа во Грција. Ова секако придонесе овие подобрувања на односите, придонесува за зголемена соработка и економски стандард. Покажуваме дека низ дипломатијата и договорите се е можно. Сите се горди со ова, ние сме горди со ова и ова охрабрува инвестиции и соработка со бизнисите и секаков друг вид на соработка. Ќе продолжиме да се движиме во оваа насока. Во моментов очекуваме позитивна одлука од Европската унија за да се одржи и нашата мотивација да продолжиме да работиме и да се движиме во оваа насока. Не е заведнаш да станеме земја членка на ЕУ, но туку само да започнеме процесот на преговори со Европската унија. Тоа е едно патешествие кое ќе не трансформира нас да станеме многу подобра земја, а ќе ни даде и многу поголема мотивација за идната економска соработка на Република Северна Македонија со другите земји од светот. Во оваа смисла, знам дека ќе започнеме некој вид на меден месец, условно речено, по ваквата одлука. Знаеме дека Европа ја поддржува нашата земја, ги поддржува нашите бизниси, ја поддржува нашата економија и економскиот развој и во сите други области секако како образованието. Но се уште немаме обврска да придонесуваме со финансиски средства или со други капацитети во работата на Европската унија. Тоа значи дека имаме бенефиции со нула данок кон Европската унија и имаме само позитивни придобивки од европските фондови за засилување на нашата економија. Тоа ќе има директен позитивен удел и позитивно влијание врз бизнисмените и бизнисите кои действуваат овде во Република Македонија, се до нашата полноправно членство во Европската унија. Ова ќе биде фаза која ќе биде добра за секој бизнисмен да се искористи. Нема да биде порано од 2025-та, можеби дори 2030-та. Од наша страна тоа не изгледа баш добро, но не би биле сигурни колку брзо би можеле да трансформираме нашето општество, но секако тоа ќе зависи од нашите перформанси, но и од спремноста на Европската унија да биде спремна да не прифати за полноправно членство. Но сите земји кои имаат поминато низ овој период и кои имаат преговарано со Европската унија оствариле добар огромен раст во смисла на економски развој и односи со другите држави. Ние нудиме дури и до 50% поддршка за бизнисмените за бизнисите во нашава земја, а дури и до 30% ако инвестираат надвор од технолошко-индустријските развојни зони. Постојат субвенции поврзани со даноците и даночењето, со стапките на данок. Ќе постои ослободување од персонален данок во зависност од минималната плата што им ја даваат на работниците. Ако постои, например, и извозно ориентирано производство, се добиваат и друг вид субвенции, така што ова не зависи од Заев, од Ангишев и од други личности кои се во извршната власт, туку зависи од законот.
Секој инвеститор може да си направи своја проценка и своја математика пред да се вклучи во било која од овие инвестициски активности. Ова значи целосно транспарентен процес, непосредна подршка од владата и секако целосна асистенција за време на работењето на овие странски инвестиции без разлика од нивната намера колку сакаат да останат во нашава земја. Така што се обидувам да ја објаснам целата атмосфера во нашава земја. Некој не нарече светлечка звезда, сјајна звезда, кои не нарекуваат звезда на Балканот, што е еден вид и потврда за амбиентот, за чувството во Европската Унија, затоа што ние навистина работиме напорно заедно со опозицијата. Изгласавме многу нови закони и регулативи и мислам дека тоа ќе придонесе позитивно кон нашава земја. Особено регулативите поврзани со правосудството, со борбата против корупцијата, како и подобрување на безбедноста на земјата. И тоа исто така ќе мотивира уште повеќе бизнисмени и граѓани да работат уште подобро во Република Северна Македонија. Така што мене ми беше задоволство да бидам овде со вас. Ние сме многу благодарни за вашата работа. Знаеме дека ги трошите вашите тешко заработени пари за нашава земја и јас доаѓам од бизнис секторот и знам дека почесните конзули многу вложуваат за да ја подобро презентираат, представат Република Северна Македонија надвор од земјава, го трошите вашето лично време во разговори со други важни луѓе. Се надам дека ќе се обидете да ја подобрите атмосферата на впечатокот за нашава земја со другите луѓе со кои ќе се среќавате. Знам дека сакате земјата, не сте само низини представници, тоа го цениме исклучително многу. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе бидете уште помотивирани да продолжите со вашата работа во оваа насока. Ова не се само лажни зборови, ова се искрени чувства. Ние ги имаме нашата култура, нашите спортски клубови, нашите амбасадори, но вие вршите многу важна функција за нашава земја, затоа што малите земји преку луѓето како вас се здобиваат со можност да бидат подобро представени кај поголемите земји и кај другите земји, што на крајот од денот секако донесува придонеси и бенефиции за граѓаните Република Северна Македонија. Благодарам уште еднаш на сите.